Почитувани гледачи, ова е емисијата Отворено со општината, односно со представниците од локалната самоуправа, меѓу представниците на локалната самоуправа, односно јавните локални предпријатија и јавното предпријатие паркиралишта. Во наредниве минути наши ваш гостин е првиот човек на јавното предпријатие паркиралишта, Верица Узунова. Добро вечер, Верица. Добро вечер. Како сте? Добро, благодарам на прашањето. Така. Ќе разговараме со неја за неколку важни теми кои што се однесуваат на јавното предпријатие паркиралишта. Работи ли со загуба или со добивка? Кои се оние новитети кои што ги предвидува ова јавно предпријатие во делот на зонското паркирање оваа година? Минатата, односно на последната седница директорке, мислам дека Советот на општина Струмица донесе завршната сметка на јавното предпријатие паркиралиште и на самиот старт. Со добивка функционираше паркиралишта во 2015 или сепак имаше закон? Да, на последната седница на Совет на општина Струмица, советниците ја изгласаа и завршната сметка на јавното предпријатие паркиралишта, меѓутоа и извештајот за целокупното работење по оделение во делокругот на работењето на јавното предпријатие паркиралиште од Струмица и на задоволство и мое лично, меѓутоа и на целиот менаџмент и на сите вработени јавното предпријатие, годината 2015 ја заврши со добивка. Што значи дека средствата од добивката ќе бидат реинвестирани во понатамошниот развој на паркиралишта. Во 2016 година. Паркиралишта не е само во делот на паркинзите, туку мислам дека има и можности, односно работи на уличното осветлување, одржувањето на јавното уличното осветлување, но и обележувањето, зашто и ќе разговараме во ова емисија. Мислам дека и најголемите реакции до системот 48 токму беа уличното осветлување. Но да се вратиме на паркиралишта, односно она што ви е како основна дејност. Рековте дека ја завршите 2015 со добивка, значи ли тоа дека имавте многу работа во делот на отстранување на непрописно паркирани возила? Самиот термин отстранување, јас нема да го користам во делот на непрописно паркирање возила, меѓутоа да, имавме многу работа во делот на организацијата на паркирањето во град Струмица. Цела 2015 година најмногу акцент ставивме токму на организацијата на системот за зонско паркирање. Впрочем, бидејќи ни беше и како еден вид прва година, целосно бевме фокусирани на резултатите, за да на крајот од 2015 ноември месец јас излезам и со задоволство констатирам дека проектот зонско паркирање кој што го имплементиравме во градот Струмица, во централно градско подрачје, вроди со резултати. Меѓутоа, освен паркирањето, морам да напоменам дека исто така 2015 година работевме и на одржување на јавното осветлување, на вертикалната сигнализација во делот на семафорските решенија и на сите можни LED дисплеи, панели кои што се наоѓаат светлечки во градот Струмица. И кон крајот на 2015 септември месец отпочнавме со одржување на хоризонталната сигнализација, бележењето на пешачките премини, на осовинските линии, на разделните линии по улиците, на тротоарите, таму каде што имаше потреба. И со тоа 2015 година ја завршивме на начин всушност како што и проектиравме во крајот на 2014, се што ни беше по план и програма, речиси над 90% реализиравме. Не ми одговоривте конкретно, да не го користам тој термин лошо отстранување. Ете така. Колку покажува ли статистиката? Што покажува статистиката? Имаше ли луѓе кои што лошо се паркираат и покрај тоа што е обележено за зонско паркирање? Видете вака, оделението за во делот на ПАЈАК службата за отстранување на возилата, иако беше и како коментирано на седница на Совет и на Комисија за урбанизам и финансиски прашања, тоа се две различни комисии во делокругот на работата на Советот, констатираа дека само 7 подигнати возила имаме за цела 2015 година. Зошто така настапивме? Претежно заради тоа што сакавме повеќе едукативно да делуваме на граѓаните и превентивно, а не репресивно.
Односно и во случаи кога требаше да бидат подигнувани возилата со пајак возилото, ние се одлучувавме да евентуално ги санкционираме само во делот на поставување на блокатор и така да стои се додека не го регулираат нивното паркирање. Пак ќе напоменам, пајак службата ја користевме само тогаш кога беше неопходно, што впрочем и статистичките податоци од извештајот за 2015 укажуваат дека цела 2015 година имаме само 7 подигнати возила однесени на депото. Рековте дека работите со добивка, односно сте сработиле со добивка во 2015-та, претежно одите на превентива. Значи ли тоа дека свеста кај струмичани, впрочем и учесниците на сообраќајот се менува? И намерно го поставив тоа прашање колку таа репресивна мерка се користи, значи ли тоа дека статистички гледано дека веќе почнува свеста кај струмичани да работи во делот на платените паркинзи, односно дали со она картичка или пак SMS порака? Како оди по месеци, имате ли статистика водите? Да. Што велат вашите анализи? Значи, да не влегувам во детали по месеци, само ќе напоменам дека најголеми пикови во делот на паркирањето, односно најмногу паркирања, се случија во август и во декември месец. Август заради доаѓањето на нашинците, меѓутоа и во декември кога е најголема раздвиженоста заради предновогодишните шопинзи и движења на нашите сограѓани пред новогодишните празници. Да не должам во тој дел, само кратко би одговорила дека ние за 2015 година имаме 159.330 паркинг сесија по час. Тоа е паркирање преко SMS-и по час, а 118.200 корисници паркирали преко SMS. Во делот на греб картите, тоа е вкупниот број, се извинувам, 74.346 преку SMS и 43.854 преку греб карти. Да повторам, значи 118.200 корисници. Фактички ја користиле таа услугата по час, барем колку што успеав да. Тоа се корисници кои што паркирале вкупен број, а по час изнесува 159.330, бидејќи еден корисник може 2-3 часа или 5 часа да се задржи. Сега би сакал да ве прашам, колку вие како прв човек тогаш сте задоволни од функционирањето во делот на зонското паркирање? Беше новитет за струмичани, но почнаа да се менуваат тие навики пред малку што го поставив прашањето? Имајќи во предвид таа анализа која што имате и искористеноста на паркинг просторите за паркирање? Видете вака, јас во една прилика напоменав, втор пат ќе го кажам следново. Не постојат лесни работи за кои тежината е достоинствена. Ние секогаш сме поборници за квалитетен живот, сме поборници за подобрување на квалитетот на животот, меѓутоа сите си имаме наши собствени навики, склони сме кон одредени работи, зависни сме од одредени работи, како пример од моторни возила, и за да одстапиме од тие секојдневни наши навики, склоности, моравме да се откажеме за да го подобриме квалитетот. Да, и на почетокот напоменав, не случајно излегов со една година зонско успешна приказна. Сум задоволна и од начинот на управувањето и во делот на вработените, на начинот кој што тие врши организација на терен, меѓутоа морам да признам и од самите граѓани кои што го увидоа бенефитот од организацијата на паркирањето во централното градско подречје. Немаше реакции на ваша сметка или пак во контекст на остварување на подобри резултати во 2015-та во делот на зонското паркирање, малку сега проширено, рековме уличното осветлување, но ќе го оставиме малку покасно. Збориме за паркирањето. Така, значи и на што беа фокусирани тие реакции од струмичани кога станува збор за паркирањето? Дали најмногу реакциите во делот на зонското паркирање се однесуваа на ограниченоста во црвена зона. Значи во црвена зона на булевар Ленинова и булевар Маршал Тито ние имаме ограничено паркирање од 2 часа максимум. Тука ни беа најголем дел од незадоволствата насочени од страна на граѓаните, бидејќи тие имаа потреба и по 3 и по 4 часа да се задржат во катастар, кој одреден адвокат, во банка или така натаму. Меѓутоа, нашата тенденција беше да циркулацијата на возилата биде што е можно поголема и фреквенцијата на различни возила да се зголемува во текот на тие 14 часа колку што е работното време на зонското паркирање. Меѓутоа,
пак ќе кажам, анализите ни покажаа дека во просек паркирањето во црвена зона е 59 минути, што значи ја потврдува нашата оправданост од ограничено паркирање од 2 часа. Незадоволство секогаш ќе има, меѓутоа добро е што незадоволството не се демонстрира на начин кој што ќе биде штетен по граѓаните или по институциите, туку се канализира на начин преку разговори, преку дебати, преку петиции за отварање на нови паркиралишта. Можам и слободно да кажам, ние врз основа на петициите, анкетите кои што ги имавме, разговорите и барањата 2015, еве сега во 2016, отпочнуваме со втора фаза на зонско паркирање. Меѓутоа, задоволството е мое што граѓаните не само што критичките настроени граѓани доаѓаат, пренесувајќи ги своите забелешки, заеднички разговарајќи, седнуваме и изнаоѓаме решение за да се подобри општото мислење во делот на паркирањето, конкретно за проблемот кој што се однесува на нивното незадоволство. Во првата фаза имате улици кои што се црвен, под црвен знак, ај така да кажем, тоа е централното градско подрачје. И она жолта фаза. Мене ме интересира, постојат ли улици каде што не е оправдано воведувањето на зонското паркирање во таа така наречена жолта фаза? Каде што... Така, да, го разбирам прашањето. Таква дискусија имавме и на седница на Совет со дел од советниците од советничката група на ВМРО ДПМН. И еве, искрено ќе одговорам и со нив во дебатата. Да. Анализирајќи ги резултатите, ние имаме увид дека одредени улици од жолта зона, конкретно ќе ја напоменам С22 подзоната, од кружниот тек од Анска река до силусите на Жито Струмица. Значи туку од десна страна го имаме поранешен Герас Цунев и пекара една, од лева страна имаме куќи. И тука немаме, Бог знае колкава искористеност на паркинг просторите. Меѓутоа, од тука, од лева страна, имаме многу голем број на домакинства, на куќи, кои што порано се соочуваа со проблем да своите возила не можат да се ги внесат во гаражните простори или во дворните места, од причина што таму или такси служби стоја или значи, се препродава. Што значи сепак и оправдано е? Сега е оправдано, баш заради тоа што тие можат да паркираат, веќе имаат слободен влез и излез до своите дворни и гаражни места. Така, Верица Узунова, прв човек на јавното претпријатие паркиралиште, е гостин во емисијата Отворено со општината за и околу функционирањето на ова јавно претпријатие. Најавивте дека следува нова фаза, односно проширување на зонското паркирање. Кои се улици ги планирате да ги офатите со тоа зонско паркирање? И мислам дека имаше забелешки од доста граѓани на соодветни улици, слободно ќе кажам, Панче Пешев, едноставно како тесно грдо го споменува и дека бара заради тие паркирани возила поведување на зонско паркирање. Сега како пример го посочив, но во таа ваша следна фаза, кои се улици планирате да бидат опфатени? Вака, значи, на барање на граѓаните, ќе имаме 3 интервенции во делот на промена на режимот на сообраќај. Јас и пред некое време дадов изјава во делот на следните чекори околу регулацијата на паркирањето. Да, се консултирате со сите останати институции. И во моментот уште сме во таа фаза и ова што ќе кажеме неофицијално, меѓутоа во интерес на граѓаните да може да имат информација како од прилика се движиме. Тесно грло во моментот најмногу во градот представува улиците кои што граничат со медицински центар. Значи тоа се Панче Пешев од една страна, Младинска од друга страна и улица Братство Единство. Така. Сега, Панче Пешев, сведоци сме дека јас секојдневно минувам таму, баш од причина да ја скенирам состојбата и наутро и навечер, во делот на детско. Така. Тој дел посебно е и во моментов претворен во еднонасочна улица, од причина што на самата улица едниот дел е користен за паркинг плац. Сега, во разговорите со проектантите, веројатно и самиот режим на улица Панче Пешев ќе се промени од двонасочен во еднонасочен, од причина што потребите наметнуваат десната страна на Панче Пешев на вистина да биде страна за паркирање.
и кога веќе ќе го регулираме тој дел преку паркинг места, останува само една коловозна лента која што ќе може во една насока да се движат моторните возила. Од друга страна, Младинска, исто така, влезот во медицински центар знае многу често да биде блокиран, баш заради некои несовесни граѓани или граѓани кои што во момент на паника кога носат своји блиски на лекар, ги оставаат возилата каде наоѓаат. И не се тие криви. Тоа се случува од причина што во моментот немаме поставено систем кој што ќе го контролира и ќе го организира. Излегуваме сега, во текст сме, во преговори сме со некакви решенија, меѓутоа се надевам дека ќе биде во интерес на сите засегнати страни, а најмногу и на медицински центар, бидејќи тие имаат проблем, нивните службени возила и возилата на медицинската на брза помош не можат многу често да влезат или да излезат од причина што се блокирани. Така да тој дел од градот ќе го решиме на начин кој што проектантите, меѓутоа институциите ќе одлучат дека е најпогоден за сите чинители. Тука ќе се надоврзиме на улица 24 октомври. Тоа е од градинката, значи пресекот со Младинска и Братство единство до Пазар Чешел или си? Не, кај Комуналец 24 октомври, значи од градинката до пресекот со улица Ленинова. Така. И таа се планира со зонско паркирање? Се планира и таму сме во размислување, таму има многу голем тротоар, меѓутоа има дрворед, исто така многу убав, а не сме поборници за уништување на зеленилото, така што и тука сега се прават проекции како да се изведе паркирањето барем на една коловозна лента, на една лента, а други две да се ослободат за двосмерен сообраќај. Братство единство и сега тоа е пред Тивериопол, и сега е забрането паркирањето, меѓутоа не се почитуваат сообраќајните знаци, па и тука се ствара сообраќајен метеж. Веројатно, кога ќе го земеме под наша контрола и надзор, ќе биде на друг начин регулирано. И делот од булевар Маршал Тито, од Комерцијална банка до Народна техника. Тука има веќе урбанистички е решено, значи со градежен зафат, трета лента за паркирање, што и реално во моментот се користи, меѓутоа има честа злоупотреба од комби такси возила, има од луѓе кои што ги оставаат па ги продаваат, па со денови остануваат таму, тоа што ни беше проблеми на почетокот. Тој дел го завршуваме. Мислам, градинката кај Пазарот Чешел, таму нешто спомнувавте и таму ја дававте изјавата, дали таму нешто се планира? Кај Чешел не. Градинката кај... Тој простор тука што е за паркирање пред градинката? Таму го уредивме. Така. Комуналец го уреди хортикултурно, напред го постави со бекатона, ние само исцртавме паркинг места, таму ќе немаме. Да се вратиме на Панче Пешев и Младинска, како што проблем имате и го посочивте. Ако не се лажам, советничката од ВМРО ДПМН Тинка Стојанова побара и оној внатрешен дел од болницата да се претвори во паркинг зона, се со цел да се регулира. Вака, да, и на седница на совет беше тоа. Не знам дали сте разговарале со менаџментот на болницата и дали навистина има такво барање до вас да кругот од Струмичката болница се претвори во платен паркинг? Пак терминологијата е многу битна. Дали ќе биде платен паркинг, не знаеме, меѓутоа они побараа од нас решавање на проблемот со паркирањето на возилата внатре во медицински центар. Те имаат многу голем број на вработени, степенот на моторизација внатре е многу голем. Во моментот не е никако организирано. Уште повеќе што тие имаат и зелена површина која што секојдневно им се уништува од причина што моторни возила паркираат на зелена површина. Ние неколку пати излеговме на нивно барање да интервенираме, меѓутоа бидејќи и не сме во можност и немаме увид во целодневното и целокупното работење и тие во смени работат, па имаат службени возила кои што не им се обележени. Во таа насока да не направиме уште поголема забуна, бидејќи се ствараме и паника кога пајак возилото ќе се појави во таква институција. Излегуваме во пресред, меѓутоа во моментот бараме техничко решение како да го уредиме. Постојат два начина. Тоа е да го претвориме во затворен паркинг преку рампа, како што е во клинички центар Скопје. Со билет, да, како што е на клиника во Скопје. Не подземната гаража, така? Или да го оставиме како досега отворен паркинг, со тоа што
не знам, еве, вработените службените возила би паркирале бесплатно, а би имале некакви интервенции со повластени билети во делот на луѓето кои што ги користат услугите на медицински центар. Што значи пак повторно платен паркинг? Неблагодарно е, да. Неблагодарно е да го наречеме така, бидејќи станува збор за институција која што нуди помош во здравство. Тоа го праша бидејќи реков дека мислам дека на седница на совет беше поставено и ова прашање лично. Да, во преговори сме, бараме најдобро можно решение за да бидеме задоволни и пациентите, и вработените, и менаџментот на болницата, а и ние како јавно предпријатие. Во моментов, пред да влеземе во студиото, го спомнавме паркингот кај јавното обвинителство. До каде е работата? Дали конечно тој паркинг, односно тоа зонско, како ќе го крстиме, ќе профункционира наскоро? Тој паркинг веќе е во завршна фаза. Ми се чини дека на 3 април понеделник ќе биде ставен веќе и во функција. Значи, кој сака да се паркира, да си плати? Веројатно да, меѓутоа капацитетот на паркингот опфаќа 24 паркинг места, а таму знаеме дека имаме зграда со 43 станови, со голем број на деловни објекти, со вработени во тие деловни објекти. Таму имаме јавно обвинителство кој што првично ни побараа 7 паркинг места и не сме во можност да им овозможиме. На седница на совет 2 резервирани паркинг места им овозможивме. Ќе направиме напори да задоволиме колку што е можно повеќе баратели на паркинг услуга. Доколку капацитетите не се задоволат од позади на тој паркинг 1728/7 парцела, во тој случај барем вработените во тие деловни простори или сопствениците на деловните простори ќе ги дислоцираме позади Летница или кај општина Струмица на улица Гера Стунев нагоре или на Стара Чаршија. А дали улицата ќе биде опфатена до јавното обвинителство, до паркингот, бидејќи тука се паркираат? Таму паркирањето ќе биде забрането. Значи во моментов стварно представува тесно грло, бидејќи две возила не може да се разминат, а улицата е двонасочна. И сега е двонасочна, меѓутоа е претворена во еднонасочна заради потребите зголемени на граѓаните да паркираат. Така. Во една твоја изјава спомна дека планирате оваа година, или ај прво да завршиме. Реално, кога можеме да бидат опфатени овие улици што предмалку ги спомнавме, од комерцијална до народна техника, пред Илинден, кога може да очекуваме да се воведе тоа зонско паркирање? Пред да ви го поставам следното прашање. Само што јас во претходното излагање не ги елаборирав сите локации каде што ќе биде, каде што ќе биде воведено зонското. Се задржавме најмногу на медицински центар бидејќи таму имаме многу тесно грло, меѓутоа не смеам а да не ги споменам улица Ванчо Китанов и Сава Ковачевиќ, тоа се улиците позади општинското основно училиште Сандо Масев. Таму најмногу интервенираме заради безбедноста во сообраќајот кога се децата во прашање. И улица Јане Сандански, тоа е улица која што речиси и голем број од нашите сограѓани не знаат и дека постои и дека така се вика. Тоа е слепата улица, односно те улицата од Сандо Масев што влегува на задниот влез на гимназијата. Што излегува на библиотеката, односно не излегува, него е затворена улица слепа. Тука мораме да ги заштитиме граѓаните кои што живеат во тие куќи, меѓутоа и вработените во средното, општинско училиште Јане Сандански, бидејќи не се во можност да со своите возила одат на работа, луѓето кои што живеат таму не се во можност да паркираат од наши сограѓани кои што бегаат да не платат паркинг и да бидат поблиску до... Не бегаат, него сакаат да бидат поблиску до културно-забавниот живот. Блиску им е подземниот паркинг, сепак избегнување да се плати паркинг просто. Реално многу често се случува и подземниот паркинг да биде и целосно полн, особено во сабота. Тоа е вториот сегмент и трет сегмент каде што ќе воведеме зонско исто заради безбедноста на дечињата е кај општинското основно училиште Видое Подгорец, тоа е улицата 1 мај со улица Дебарска. И да потенцирам и тука можно е да имаме интервенција во промена на режимот на сообраќај од двонасочен во еднонасочен, за да едната лента користат луѓето за паркирање. Се разбира, пак да потенцирам, паркирање во делот на училиштата ќе нема при влезовите, меѓутоа станува збор за паркирање на останатите делови од улиците, каде што тоа се разбира проектантите ќе го предвидат, а институционално ќе биде и законски одобрено.
таа фаза и овие улици што ги споменавте, и кај Сандо Масев, и Јане Сандански, Видео Подгорец, и пред Тивериопол, да не ги спомнуваме, Панче Пешев и Младинска, кога може да очекуваме, бидејќи рековте дека ќе се консултирате со сите останати проектанти, предпоставам полиција, не знам кои се институции. Кога може да очекуваме реално и практично примена на зонското паркирање на овие локации? Јас се надевам дека втората половина на 2016 ние би имале официјално таму организација на паркирањето. Моите проекции така кажуваат, убаво и граѓаните да знаат, процедурата е следнава. Ние крајот на април завршуваме со комплетно проектирање, дека во моментот се работи на проектирањето и тој прв сегмент околу медицински центар веќе е во завршна фаза, устануваат уште кај Ванчо Китанов и на улица 1 мај Судебрска. Тие се помали опфати имаме таму. Од кога ќе завршат проектантите, целокупната документација ја носиме во општина Струмица, во секторот за урбанизам и комунални дејности, каде што тие ја предаваат до СВР Струмица за добивање на согласност заради промена на режим на сообраќај. Така законските решенија налагат. Максимум од поднесување во СВР Струмица, максимум време кое што може документацијата таму да биде разгледувана е 60 дена. Значи, ако значи дека втората половина ако од 1 мај ние односно во СВР веќе ги доставиме, мај и јуни да бидат на одобрување во СВР, се враќаат, советот веќе ги става во функција, ги одредуваме, се разбира, не потенцира, веројатно ќе бидат во втора зона во жолта, црвена зона нема да ја чепкаме со проширување, или евентуално би вовеле некои улеснувања со други подзони во жолта зона или трета зона, за која што сега нема да зборувам. Еве сега моето прашање што малку можеби, јас можеби сум лаик, ми изненади при вашата изјава, дадена неодамна, кажавте планираме зонско паркирање на тротоари. Ја разгледуваме можноста за воведување на зонско паркирање на тротоари. Тоа е популарен тренд во Скопје. Во Скопје знаеме дека тротоарите, голем дел од нив се претворени во паркинг површини, меѓутоа и тука постои регулатива која што мораме да ја исполниме и да ја задоволиме. За да еден тротоар биде претворен во паркинг површина, мора да остане празен простор од 1,6 метри, согласно Законот за безбедност во сообраќајот, за движење на пешаци од внатрешната страна на улицата. Значи паркирањето би се одвивало од рабната страна на улицата, а 1,6 метри да остане за движење на пешаци. Условите за сега овозможуваат на Ванчо Китанов, на тротоарот позади Сандо Масев, за да дечињата под тротоарот слободно движат, а возилата би се паркирале паралелно едно позади друго на тротоарот, бидејќи во моментот заради овозможување на поголем број на паркирање на возила паркираат подарок. Така. Сега ние би го намалиле бројот на возила. Ако сега во моментот 15 паркираат, можеби ќе овозможиме само 5 паркирања, меѓутоа ќе овозможиме пешачкиот дел од тротоарот на вистина дечињата да го користат за да можат да стигнат безбедно на училиште. И тоа би било оградено со ступчиња и во ниеден случај не би ја нарушиле безбедноста. Ова и размислуваме за 24 октомври. Меѓутоа тоа е од Ленинова до Младинска, мислам. До Младинска до детската градинка, детска радост клон 3. Меѓутоа заради дрворедот не знам како ќе биде изведено решението. Така. Добро, Верица Узунова, директор на јавното претпријатие Паркиралишта, е гостин во емисијата Отворено со општината. Се со цел да бидете навремено информирани што се планира ова јавно претпријатие да сработи во ова 2015-та. Слушнавме доста новитети во делот на зонското паркирање, но на самиот почеток рековме дека не само паркирањето, туку вие го одржувате и уличното осветлување. Секој месец што добиваме информација од општината е дека најмногу представки или барања од граѓаните се однесуваат на уличното осветлување. Имате ли капацитет да ги решавате сите проблеми во делот на уличното осветлување? Јас во неколку наврати имам потенцирано дека капацитетот ни е многу мал и дека и кадровски и технички сме бевме. Морам во минато време да зборувам, ќе ви објаснам и зошто. Бевме оневозможени да излеземе на терен и да ги решиме во еден замав сите барања и потреби на граѓаните во делот на
јавното осветлување, од причина што одделението броеше и се уште брои само 3 електромонтери и 1 електроинженер. Се работи само со една платформа. Иако имаме обезбедено средства во буџетот за уште едно возило за да овозможиме двосменско работење, значи двајца да работат од сабајле, двајца попладне, кога условите временски задоволуваат, бидејќи зимно време и порано се стемнува. Меѓутоа, или едното возило да го користиме само за потребите во градот Струмица, другото да го пуштиме во населените места. До сега не бевме во можност, бидејќи тројцата вработени никако не може да ги искомбинираме за да двете возила ги оперираат. Сега со промените кои што настанаа во Министерството за информатичко општество, ние издействувавме, со задоволство веќе ќе кажам, и граѓаните да знаат да систематизацијата на јавното предпријатие после некои си 11 месеци на тегање ја добиеме повратно прифатена и усогласена, што значи веќе можеме да го зголемиме бројот на вработени во делот на уличното осветлување. Тоа ќе повлече веќе можност за набавка на уште едно возило, а сето тоа заедно ќе ни овозможи побрз и полесен пристап до решавањето на барањата на проблемите во делот на уличното осветлување. Можат ли директно граѓаните да се обратат до кај вас во делот на уличното осветлување или пак мора да го испечатуваат тој систем 48? Не, ние најчесто тоа не се однесува дека не можат. Ние најчесто пријавите од систем 48 ги поставуваме како приоритетни, бидејќи се тоа граѓани кои што си ја запазиле процедурата. Тоа е редот. Меѓутоа, еве, јас сум еден од раководителите во општина Струмица или од јавните предпријатија, чиј што мобилен телефон стои на веб страна на општина. Така што граѓаните се јавуваат буквално да пријават и прегорена сијалица и откачен кабел и падната бандера, и тоа го прават секојдневно и баш и во било кое време. Така што ги користиме. Претпоставувам дека кога ќе се јава до паркиралишта дека нема да ги одбиете тама работа. Може ли до крајот на годината да имаме двосменско работење на тој дел уличното одржување на уличното осветлување? Барем по тоа што рековте, набавка ќе набавиме ново возило, очекуваме, односно е одобрена систематизацијата. Знаете како, кај нас случувањата многу зависат и од политичките случувања во државата. Ако имаме избори на 5 јуни, односно ако парламентот се распушти на 7, објавата на огласи на тендери за јавни набавки може да биде оспорена, објавата на огласи за вработување исто така, и во тој случај да сето тоа планирано го презакажеме, односно го оставиме за втората половина од годината. Така. Еден сегмент кој што го работите е и сигнализацијата, обелешувањето. Мислам дека почнавте од минатата година. Планирате ли наскоро повторно да вршите обелешување? И впрочем, што се случува со семафорите на раскрсницата од Гоце Долчев и Климет Охридски? Кај Жито Струмица? Најголемиот проблем со кој што се соочуваме знаете како, од двете семафорски решенија кои што ги имаме во градот Струмица, тоа ни е најголем проблем. Да. Не звучи добро како и да е, иако тоа така го користиме да се насмееме, меѓутоа бараме изведувач кој што комплетната инсталација ќе ја замени. Поставеноста сега во моментот на сообраќајното решение не е задоволителна, станува збор за магистрален пат, таму имаме двофазни семафори, сакаме нешто посовремено да воведеме, кое што и кошта повеќе пари, меѓутоа сме го предвиделе во буџетските проекции за 2016 година, но еве и на совет одговорив јавно и тука ќе кажам, бараме компанија која што во моментот ќе ни излезе во пресред со понуда за да можеме да имплементираме посовремено семафорско решение. Запознаена сум со проблемите, иако во моментот работиме ние само на замена на сијаличките, да ги кажам, на семафорските лантерни. 2016 година очекувам до крајот да комплетно имаме таму нова инсталација која што ќе ги задоволи потребите. Да не се планира нешто ново сообраќајно решение, барем таму кружен тек? Или останувате на семафорско? Добро, во делот на обележувањето планирате ли наскоро обележување? Хоризонталната сигнализација ја почнавме минатата година, септември, октомври, и одбележавме околу 3.500
квадратни метри површина. Сега, бидејќи зимските услови не дозволуваат одбележување, односно постојат и тука критериуми и регулативи во делот на нанесување на бојата и пропратните елементи. Планот беше на 21 март да отпочнеме со прва фаза од 2016 година за одбележување на хоризонталната сигнализација. Меѓутоа временските услови не послужија. Врнежливо е. Штом се подобри времето, ние така и ветивме напролет, тоа баш со отпочнување на пролетта така и ни беше проектирано на 21, меѓутоа штом се подобрат временските услови, ние отпочнуваме прво со централно градско подрачје, потоа критичните места, односно пешачките пред основните и средните училишта и потоа се како што наведуваат регулативите и нашите плани и програми. Полека да финишираме, почнавме со паркирањето, така и да завршиме. Планирате ли отварање на некои нови паркинг простори со исклучок на ова зонско паркирање, како што е подземната гаража, не во таков стил, туку затворен јавен паркинг? Има ли локации во центарот кои што не се искористени или сметате дека е потребно дополнителен паркинг простор по функција на подигнување на квалитетот на животот? Какви се проекциите за затворен јавен паркинг? Така, кога го проектиравме буџетот и на општина Струмица, меѓутоа и на јавното предпријатие, бидејќи во голем дел и треба да ни бидат усогласени, ние дури да размислувавме за поставување на смарт гаража. Тоа се тие гаражи што вие го оставате возилото, само ви ротира, потоа доаѓате си го земате. Меѓутоа, не најдовме искрено погодна локација во централно градско подрачје каде што би можеле да ја поставиме. Едно размислување беше кај сегашна Стопанска банка, кај Централен регистар, меѓутоа сообраќајно гледано, а и од СВР Струмица ни потенцира дека таму сообраќајно решение законски не може да се издаде дозвола, односно согласност за влез и за излез, бидејќи имаме тротоар во прашање. Иако сега таму луѓе паркираат и тоа е незаконски, меѓутоа кога станува веќе збор за институционална документација каде што треба некој подпис да стави, веќе работите се менуваат. Размислуваме да поставиме двокатна гаража, метална конструкција на сегашниот паркинг простор што го напоменав кај јавното обвинителство, за да го подигнеме, односно го зголемиме капацитетот на паркинг места и за да ги задоволиме потребата на голем број таму граѓани кои што живеат и работат. А конкретно за паркинг, затворен паркинг простор, да знаат граѓаните, тоа се паркинг просторите со рампа, тие се нарекуваат затворени. Во моментот немаме проекции за да нов отпочнеме. Размислувањата ни одат до таму да еден дел од површината која што се наоѓа на тоа е приватна собственост во моментот, поранешен земјоделски комбинат, значи кај Младинска и Маршал Тито каде што и Гоце Делчев каде што се сеќат. Непосредно до Герасуни. Размислуваме да влеземе во преговори да дел од таа површина ја претвориме во паркинг, меѓутоа тоа е сепак пак ќе потенцирам приватна собственост и не би навлегувала во детали се додека не се финализираат крајните резултати. И само за крај, често пат јавното предпријатие паркиралишта споменуваше дека немаат некоја соработка со полицијата во делот на мислам во делот на паркирањето. Сега со воведувањето на зонското паркирање имате ли одлична соработка со полицијата во делот на паркинг просторите и не отстранување, ајде, не го кажам, непрописно паркираните возила? Може ќе ми се налутат колегите од СВР Струмица, меѓутоа веќе не си требаме едни со други во делот на зонското, бидејќи во зонското строго се дефинирани правилата на игра. Меѓутоа неопходна и задолжителна ни е соработката во делот на улиците каде што немаме зонско паркирање. Па и тоа сакам да го прашам. Еве, например, улица Невена Стојкова. Тоа е улицата која се излегува од подземниот паркинг према Бурчу. Тука имаме невиден сообраќајен метеж, се ствара, се создава тесно грло и таму мораме заеднички да интервенираме и интервенираме. Меѓутоа, мојот апел секогаш е бил насочен кон нив да таа соработка колку и да имаме,
со текот на времето и да ја зголемуваме и да ја подобруваме за да биде во интерес на сите граѓани на општина Струмица. Така, Узунова, јас ти благодарам што беше дел од емисијата Отворена со општината. Верувам дека нашите гледачи добија колку толку познавање што се планирате, кои се улици, она што најмногу ги интересира ќе се воведе зонско паркирање и се разбирам дека ќе се подигнува квалитетот со воведувањето на тоа двосменско работење во делот на уличното осветлување. Уште еднаш ви благодарам што бевте дел од емисијата Отворена со општината. Благодарам на поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.